Проектот аудиозаписи со роднокрени автори го продолжуваме со познатиот охридски македонски писател и поет господин Видој Величевски. Тој е една генерација писатели и творци во нашиот Охрид кои ставиле траен белег во македонската литература со својата пројава и со своите авторски книги кои и ден денеска се актуелни, а оно што е најинтересното, господин Видој Величевски условно речено не се откажува од пишувањето и во својата 8 деценија од животот, туку напротив, инспиративен, секогаш наративен и интересен за пошироката читателска јавност. Дали тоа за возрастните и за децата кои можеби најтешко е да се пишува, тој е познат и токму меѓу нив со романите кои го одбележаа векот што остана за нас, но и во овој во кој што влеговме. Господин Величевски, роден сте во Охрид, семејното стебло токму ваше ви даде некоја предопределба да се занимавате со пишување? Пред се, јас благодарам на разговорот што го водиме. Морам да кажам дека сум роден во Охрид. Меѓутоа, моите корени се од Дримкол и Малесија. Односно, дедото ми е од Луково, а бабата ми е од Селце, Малесија. Јас всушност потекнувам од еден мощен и интересен крај. Моите оддавнини се занимавале со градежништво и граделе по светот, односно граделе низ Балканот, во сегашна Украина, Русија, исто така граделе во Истанбул, Солун, Белград, Софија и на други многу места и оставале своји градежнички траги. Сите генерацијски практично од прадедо се врзани за тоа градежништво. Само мојот стрико, роден брат на татко ми, се предодредил да биде просветен работник. Долго време учителствувал во село Требениште и во некој од реканските села. Во тој временски период практично по некој мои сознанија се занимавал и со литература, со пишување. Меѓутоа, јас со некои посебни документи, за тоа јас не располагам. Сепак, мислам дека и тоа си на одреден начин си е вродено во човекот и човекот е тој кој што определен начин се предодредува дали ќе биде ова или она. Практично после завршените школи, што се вика, јас се предодредив за просветна, за културна дејност, односно за моето образование да е во рамките на тоа што се вика култура, просвета и така натаму. И градежништвото и архитектурата всушност е уметност и очигледно тука пак се наоѓате во тој културен ареал, би рекол, со вашите предци и можеби некаде се надополнувате во времето и просторот. Кои се вашите први слики кои ви навираат кога ќе се спомене детството и каде растевте? Интересно е тоа да се каже, бидејќи јас растев во Горна Влашка Мала, во еден временски период, бидејќи така беше предодредена по реони. Од друга страна, после растев во реонот на Кржамија. За сознание на тие што ги интересира тоа, да кажам дека Охрид бил 35-та година негде околу 10.000 жители. Ништо повеќе. Еден момент се сметало дека живееме во Горна Влашка Мала, во другиот момент дека живееме во Кржамија. Всушност, нашата куќа негде тука меѓница била меѓу Кржамија и меѓу Горна Влашка Мала. Инаку, моето детство е врзано токму и за ваквите некои предодредби на школување. Кога учев основно училиште, учев и го завршив основното училиште 4-то одделение во Горна Влашка Мала, во Свети Ѓорѓија црквата, во дворот таму постоеше едно училиште во кое ние децата од Влашка Мала се школувавме. После тоа
negde po završувањето на четвртото оделение, односно ако почнав да учам прогимназија, веќе со оглед на тоа што школата беше на сосема друго место и односно училиштето беше на сосема друго место, поврзан повеќе со реонот, односно што беше наречен Кржами. Практично 10-та година од животот или од 9-та, односно од 10-та година од животот го поминував и своето детски живот. Расте се во семејна заедница, бевте многодетно семејство или пак кои се вашите другари од детството? Ги споменавте дека од двете мали всушност другарувавте со тие луѓе кои ви беа тогаш драги, верувам дека и до ден денеска се сеќавате на нив. Јас живеев во задруга, со оглед на тоа што едниот Рико беше појден во Америка, таткото на мојот братуче Ванчо, и целото тоа семејство практично беше составено од дедо ми, баба ми, па потоа старина ми и 4 деца, кои што беа на Срико ми, едно машко, 3 женски. Исто така беше тука мајка ми, нормално татко ми, кој ја издржуваше фамилијата, бидејќи дедото веќе беше постар и повозрасен човек, прилично постар. Така да татко ми и мајка ми, јас имав и сестра Бранка и така создававме една фамилијарна задруга, што се вика. Мојот татко се интересираше и се грижеше за целото тоа семејство, а инаку имав другари, и тоа доста добри другари. Еден Драгочка, кој што беше во истата мала моја, Ангеле, Лјатко, Сандри и повеќе други другари кои што по малите години се сеќавам на нив и нормално за тоа што сме го врвеле и ден денеска со едниот од нив другарувам и фамилијарно вака добро си стоиме. Тоа е Ангеле Лјатко. Кога се префрли веќе во реонот Кржамија, тога друштвото нормално многу се прошири. Сите ние кои што се продолживме прогимназијата да изучуваме од 41 па до 44 година, бевне на определен начин врзани за игралиштето кое што беше прилично голема целина, така, на кое сега е изградено основното училиште Братство. Од сите страни имаше вода, мислам чешме, а среде беа во тој временски период, значи 41 година, беа направени неколку ровови, но и имаше еден добар простор, ни служеше за играње. Тоа беше место од каде израстеа доста добри фудбалери, почнувајќи од Душан Таушан, Номче Пирузе, потоа Живе Димовски, Колче Запировски, кој беше покасно и председател на Општинскиот суд во Охрид, но рано почина. Саве, кој заминав за Австрија, Тоде исто така. Војчо Спасевски, кој што беше еден познат фудбалер, исто така, како што беше познат и Никола Зафировски и Саве, како и Никола, братот на Војче, помалиот брат.
Тука морам да го спомнам исто така еден од многу блиските другари, Сарафин од Варджиите, така го викавне, Ѓоргиевски, сега починат неговиот син, историчар на уметноста, Милчо Ѓоргиевски. Кога сакав да го истакнам тоа наше дружење и играње, морам да кажам дека живееме во едно мощно интересно военно време. Тој период беше малку потежок за разлика од така. Нормално е дека воен период е, може да се каже дека тогаш кога живееме ние во тој дел на градот Крџамија или Влашка Мала, градот беше покриен со зеленило. Сосема беше природно да покрај езерото воздухот беше свеж и како резултат на тој зелен свет кој што постоеше во градот. Подост на тие воени, но и детски години, вие успеавте да ги опишете и ви беа инспирација за романот Големата шума, посветен на детето. Видите, Големата шума е роман кој што е награден во 1970 година на Струшките вечери на поезија и ја доби наградата на радио телевизија Скопје како за најдобра книга за деца. Морам да кажам дека повеќе од 50% овој роман е дел од нашиот живот, мојот личен и животот на моите другари кои што ја сочинува комплетно дружината на, односно многу нешта опишани во романот, случувани вистински, и сега се размислувам дали би можеле такви нешта да ги правиме како што тогаш нашата дружина ги правеше. Овдека во ова наша дружина беше исто така еден наш драг пријател, кој што сега на бргу почина, инаку хирург беше по професија, а тога заедно со нас како детен се другаруваше, беше Симе Цветановски. Се движевне во бавчите наши, посебно во просторот на бавчите на Симе Цветановски, на Душан Трајковски, овај Душан Таушан, што го нареков, и потоа кај Колче Запировски и на Дамбарот често пати се собиравне и си кажувавне секојдневни збиднувања што ни се случиле. Во Големата шума за тоа како сме успеале да обезбедиме оружје. Влеговне бестрашно што се вика во магазинот кој беше тогаш 44 година по капитулацијата на бугарската фашистичка војска. Тој магазин чуван после и од германците. Ние влеговне во тој магазин на вечер и обезбедивме многу пушки и друг вид оружје, муниција. И таа муниција преку врските кои што постоја и испративне во партизани. И ден денеска се чудам како имавме смелост да навлезиме и да влезиме да го направиме тој, ете така, ако може да се рече мал подвиг и да на определен начин помогнеме во она што се во тоа време збеднуваше во нашата татковина. Имате интересна приказна и интересен животен пат. Се завршиле средно, па по една пауза и работа сте се запишале на факултет. Зошто така?
По завршувањето на прогимназијата завршив гимназија во Охрид, а и тога друштвото ни се прошири. Всушност беше и порано проширено со учењето во прогимназијата. Особено имав добри, уште од тогаш, пријатели, деца, другари, кои што живеа во Варош, во Месокастро, и да речеме Љупчо Мишев, кој ми стана и Шура покасно, доктор Перотиле, Васил Заричен, исто така доктор. Сите тие на одреден начин со нив другарувавне и почесто се наоѓавне на крајот на брегот на Охридското езеро. То, сакам да речам, тога се прошири нашето друштво. Реджеп, потоа ми беше голем пријател и Рај Берберот. И со него станавме многу добри пријатели и комунициравме. Другарувавме, кога игравме фудбал и тие доаѓа на ледината. Јас завршив гимназија, татко ми не беше тука, братучен ми Ванчо беше во војска, не исто така не беше тука. И јас останав единствен извор кој што можеше да биде за обстанување, што се вели, беше моето вработување. И се вработив 1949 година. Се вработив како продавач во еден колонијален дуќан во железничката станица, каде во тој временски период се снабдува исклучиво фамилиите на железницата, односно на железничарите, со посебен купон, нормално и така натаму. Тука работев 2-3 месеци, но благодарение на еден случај, во таа продавница дојде угостител Виктор Рибар. И кога ме виде тука дека јас продавам басма, штофови, нешто сечерне, текстил, абе, синко, рече, ти не заврши гимназија, заврши, чичко Виктор. Ами, овдека си вработен овде. Рече, од утре ќе дојдиш во Народниот фронт, ама овдека ние ќе го регулираме тоа по писмен пат, а ти ќе дојдиш таму. Ни треба нам еден човек со завршено средно образование, вика, и ќе ти биде, верувам, подобро отколку овдека. Тој потек го направи човекот и ојдов таму. Водечка, практично, личност беше нашиот познат учесник во НОП Вани Василевски. Вани Василевски беше во водечките политички личности во градот и како секретар на комитетот и во главен на самиот град. Вани беше секретар комитетот, чинан на општинскиот комитет, односно градскиот комитет и така натаму. И тој помогна јас да се вклучам и да добијам едно работно место кое во известна смисла предодреди како да се движам потака. Всушност станав еден вид, тога тој и други имаја направено разглас во општината, односно во централните две улици. Старата чаршија, улицата Стара чаршија, крај Брежната улица, која водеше се до Белви, односно потака од Палас сегашен. И на секоја бандера постоеше по еден звучник, по една инка, така ги викавде, а иначе во една од просториите во каде што беше Народниот фронт, комитетот и така натаму, беше
и таа просторија во која беше сместена разгласната станица. Всушност, постоеше едно појачало, јако прилично, не знам колку беше, од колку вати сега, не се сеќавам, микрофон, грамофон и слично, пуштавме музика, соопштенија, најавувавме и така натаму. Често пати, значи, кажувавме некои настани што се случили во текот на претходните денови или во текот на денот и некои најави кои беа интересни за самите граѓани во Охрид. После тоа, јас имав уште една друга промена во февруар месец, и тоа негде 15 февруар 50-та година, дојде во комитетот главниот уредник на Радио Скопје, Драга Чаловска. Веселинка Малинска беше директорка, али ова главнава уредничка дојде за Охрид се заинтересирани да добијат некој човек кој што може да биде дописник од Охрид и околината за Радио Скопје. И тоа платен, мислам, работен во радио. И веднаш Вани Василевски и Виктор, па ние имаме едно дете кај нас кој што ја води разгласната станица, вика, може слободно да биде добар новинар, му вика Вани. Ме викна мене кај него, и таа беше тука, Драга Чаловска, ме праша дали би прифатил таква работа, јас нормално прифатив и од тога станав дописник, прв дописник на Радио Скопје, платен од Охрид и околината. Продолжив да си работам како новинар и негде во есента, кога е време на уписи, јас решив да се запишам на факултет. Меѓутоа, бидејќи тие беа плански упишувањата, се запишав на факултет. Шефот на дописното одделение на Радио Скопје на неколку пати ми сугерираше да не го напуштам новинарството, туку да појдам во Скопје, да бидам таму и да се студирам онлайн. Меѓутоа, не, јас сакав да практично да го завршам факултетот. Кога прв пат почувствувате дека имате дарба за пишувањето, ако настрана се тргне тоа новинарството и написите, и се сеќавате ли на вашите први, да речеме, творби? Како да не, јас уште во гимназиските денови почнав да се занимавам со пишување и тогаш негде 49-та година јас имав напишано една поема Дружината смела. Таа беше приказ мислам на Андерсен или на... И имав слушано од мајка ми, татко ми, што се вика дома. Таа ми се врежала и јас ја напишав поема во која имаше сигурно негде околу 200 строфи. И ја пратив во Титов пионер тогашен. Нажалост, нити ми одговори, нити разбрав што не се случи. Меѓутоа, негде 54-та година, со 50% од текстот мој беше изредена една иста поема од еден наш познат автор, меѓутоа, бидејќи јас бев млад автор, а тој постар докажан автор, не можев да се расправам, нити сакав да се расправам. Првиот текст, кој што го напишав, но и заврши вака во некоја фиока и после излезе од страна на друг автор. Кога бев во редовен студент, не признавав јас оценка помала од 8. Меѓутоа, ако требаше, че се поништеше некој испит и после 53-та година јас дојдов во Охрид и тогаш започна нашата идила со Натка Мишева, односно сега Велическа, и
можам да кажам дека тога се предодредивме да јас го завршам факултетот вонредно. Тога и јас и таа се вработивме како наставници, односно како учители во осмолетката во село Косел. И бевне 2 години таму. Всушност тоа ни беше еден вид, таму го започнавме и медениот наш, ако може така да се рече, медениот месец. Секој 1, 2, 3 месеци ние секое сабајне во понеделник станувавме рано, во 6 негде станувавме од Охрид и во 7 и 15 стигнувавме во Косел, пешки. Значи, и прибиравме сите деца кои што слегуваа од Велгошти, од Лескоец, и ги со нас доаѓа и бидејќи се школуваа таму. Тука во Охрид живееше и се школуваше поетот Јован Котевски. Бевне големи пријатели со него. Еден ден ни вика, видоја напишав една песна. Која? Песната за Ана, позната негова песна. И велам, јас утре и ово заедно со Натка одиме на часе во Косов. Бидејќи после ќе се врачаме назад, ако сакаш да видиш, да дојдиш со нас, може слободно да дојдиш, да видиш каде не селото знам, дека го знаеш, меѓутоа да видиш како работите таму и течат. Тој со најголемо задоволство и го прифати тоа и ми вика, одиме. И го причекавме и трнавме заедно во 6 сатот од Сабајле за Косел. Кога стигнавме на Вис ондека, каде се рачува пат за Велгошти, ни се приклучи една група. Јас го натерав од, како што појдовне, да ни ја изрецитират песната Ана, и тој беше од тие автори што ги знае на зуст песните и добро рецитираше. И ние изрецитира меѓутоа и други песни, така да учениците што беа со нас на една група од 10 оимедие и еден вид литературно читање по пат направивме. Господин Величевски, вие подоц на таа селска идила на некој начин, години потоа ја преточивте во неколку раскази, кои подоцна ги собравте во книгата, ако не се лажам по наслов, Заробеници на вечерните игри. Точно тоа беше од прилика тој регион. Мојот драг, сега покоен, многу млад, почина, Бошко Смачовски. Извонредна критика, дека тоа беше тогаш книга која не се занимаваше ни со за другите, ни со политиката, ни со ништо друго, току беше дадена една вистинска селска идила, односите меѓу луѓето, љубовите меѓу младите, постарите и така натаму, гумењата, ченките извишени. Мислам дека тоа беше и значи проза која е ретка. Вие ќе останете забележан во охридската историја дека сте основач на неколку култни институции во градот, па би можеле да почнеме со ред. Како се случуваше тоа? Заврши моето и од Натка наставникување во село Косов. За тоа не би сакал да зборувам, бидејќи е многу деликатно
да се кажува. Оти ние останавме на определен начин, благодарение на две-три личности тамошни, во време на изборите, кои се одржуваа 55-та година, односно 54-та година, за пратеници. Не помина едно 2 месеци, 3, бев повикан од страна на подпредседателот на околискиот одбор тогашен, Живко Мартиновски, познат наш правник и активист политички и така натамо, кој што повика кај него и ме запознаи со идејата да се формира околиски архив во општината, односно во градот Охрид. Дали би прифатил да бидиш ти првиот директор и основачот, односно тој што ќе работи на основањето на тој архив. Годината 1955, есента. И јас тоа станав. После, зашто да не прифатам увека? Јас сум сега шеф на возен парк, тога веќе имав доста и песни, и раскази, објавено, дури доста наградени беа од редакцијски вака награди добиваа. Прифатив таа негова идеја и предлог. Сушност, така почна да работи историскиот архив. Охрид, Струга, Ресен, Македонски Брод, Кичево, Дебар. Белчиште имаше, односно одбор постоеше. И почна да си работи нормално веќе, работив уште некој и така. Во меѓувреме добив една покана да заминам за војска. Но и ова не е многу пријатна за мене за кажување, бидејќи добив на 1 септември покана, заедно со Живко Димовски добивме за да одиме резервни официри. На 15 септември добивам нова покана, нов позив, со која сум предодреден туку да одам обичен војник и тоа на граница Маđарска во Суботица. Бевте тој кој што правеше институции или градеше институции? Не поминаа ни неколку дена. Ме повика председателот на градскиот одбор Атанас Иловски, наш познат обштественик, и ми вели, виде, ти имаш работано и како новинар. Да, му викам, бе платен новинар на Радио Скопје. По окажувањето на шефот на дописното оделение во Радио Скопје, другарот Благоја Думановски, затоа те викнавме, да ти прифатиш улогата како директор во основање на Радио Охрид и да го практично основаш радиото. Оно што импонира, господин Величевски, тоа што вие бевте и директор, уредник, новинар, значи ги имавте сите тие функции кои може и подоцна ги предадоа на другите. Имам многу интересни емисии. Меѓутоа, имав и еден, односно двајца техничари. Едниот беше Коста Ангелковски, кој кратко траеше неговото работење тука, бидејќи беше задолжен за друга некоја активност во Радио Скопје. После дојде Андон Средовски. И Андон Средовски остана долго време како техничар на радиото и беше човек кој многу работи ги сваќаше така и успело ги обавуваше. 5 децении Охридско лето, годинава се слават и очигледно тоа е можеби сега време и простор да проговориме за тоа. Како се роди Охридско? Охридското лето се роди многу интересно. Јас сум жив свидетел и еден од иницијаторите за формирањето на Охридското лето.
доктор Петар Топовиќ и неговата сопруга, ценетата наша првенка Ана Топовиќ Липша. Ние многу добро се запознавме и се договоривме да некако се сретнеме поголем број на луѓе во летница на две маси скоро споени, односно седнавме ние и јас, Ана Топовиќ Липша, доктор Петар Топовиќ, кој беше многу иницијативен и интересен човек, особено врзан за културата, нашиот врвен редок сликар Димитар Кондовски, личност видна, која и денеска и понатака неговото сликарство ќе зрачи кај нас и пошироко. Потоа тука беше Илија Зафировски, тогашен уредник на Нова Македонија, еден прекрасен новинар. Потоа беше Мишко Ѓучин, Матеа Матерски, Виктор Премнеш, нашиот Виктор од Охрид. И тогаш падна идеја да се направи нешто во Охрид за во летниот период и дојдовме до заклучок дека треба да се обезбеди една манифестација, односно да се формира манифестација која што пред се сериозна музика, околу 50 на насто сериозна музика, негде околу 30% од програмата да биде драмска, негде 10% да биде ликовниот живот застапен, да јас се залагам за тоа, да постои и вечери на поезијата. Наредниот ден ние појдовме во црквата Света Софија со Ана Топовиќ Липша, се донесе клавирот од Белеви, раштиван клавир, и практично Ана Топовиќ настапи пред жителите од Најано, од Сараиште и така натаму, кои бевне првите нејзини слушатели и така, да видиме како одјекнува нејзиниот глас во црквата, катедралната црква Света Софија. Трена да се навратиме на вашиот ангажман како директор цели 3 децени во Центарот за култура, односно Дома на култура Григор Прличев. Вие бевте тој кој што собравте храброст и да му го смените името во тие времења. 69-та година и јас покренав прашањето да правиме нешто во врска со Прличев. Таа наша ретка и исклучително видна личност од предминатиот век. Споменикот кој што беше горе, да ја симниме долу пред Дома на културата, се направи една манифестација која ќе трае 2 дена, која не ќе бидат само вклучени наши охридски личности, току ќе бидат и од Република Македонија и поширок. Се заложив Домот на културата да го носи името на Григор Прличев, да започне со работа манифестацијата Прличеви беседи, која исклучиво ќе биде посветена на Прличев. Тоа почна бидејќи имав голема подршка благодарение на председателот на општината, на Милчо Бале. Всушност тој беше председател на Советот, а јас бев секретар и директор на манифестација. Почна да се одржуваат. Првиот ден се одржуваше, да речеме, свеченост во попладнето во Григор Прличев училиштето. Вечерта свечена академија имаше во Домот на културата и на свечената академија настапуваа наши видни личности. Блаже Коневски, Каралампе Поленаковиќ, професорите Димитар Митрев, Божо Видоевски
To me sazdov dr. Đorđe Sardelov, Mateja Materski, Vera Antić, Miško Đurčinov, Nikola Bošale, Talib Đorđe. Наредната вечер се праеше, наредниот ден се праеше на мала визита во библиотека и таму имаше средба на наши роднокрајни писатели. А вечерта во наши познати ресторани, како што беше Летница, нова тогаш, сината сала, се праја средби на коју покрај другото се читаа песни на наши автори и се говореше за Прличев и некои ново откриени работи врзани за творештвото и животот на Григор Прличев. Тогаш, да речеме, беше криена и песната од страна на Вера Антич, доктор Вера Антич, беше за Охридскиот Жиган и така таа песна. Вие имате време и енергија истовремено да ги објавите и Сини питоми утрини, песни и драмите, Бреговите се немирни и Балада за Орканата. Како помина во јавноста, од каде ја црпевте инспирацијата? Балада за Орканата, овај збирката Сини питоми утрини, по самиот наслов, значи може да се предпостави дека се врзани за животот и делото во драмата на нашите рибари и така и нивното учество во револуцијата. Не, Бреговите се немирни, исто така врзани за овај простор овде кај нас. А инаку Сини питоми утрини си е врзан така ипак за езерото, за крајбрежјето, за луѓето. Вечерен пејзаж од градот, кажување на доцнетиот пророк и Вие. Тоа е последната книга Вие, која е одраз на времето. Доби награда за најдобра поетска книга од страна на издавачката куќа Диалог. Меѓутоа, морам да спомнам дека 1994 година го напишав романот Црвените рози, кој што е всушност книга посветена на, така ги викавме едно време, маратонците, што момчината, младичите одеа од Охрид пешки до синдикални дом, до Горица, каде се доаѓа екскурзии од различни средни училишта и мислам настанува големи контакти, средби и така натаму меѓу едните и другите, мување и така натаму. Овдека некаде доаѓате и до книгата Таинствените води, така ли? Меѓутоа, пред да го кажам тоа за Таинствените води, би сакал да кажам дека со објавувањето на времето на Црвените рози, тоа е времето кога во Палас пееше нашиот познат Томислав Манич, дека таа книга ја издаде Детска радост и ја прогласи како најдобра книга за деца во годината и по повод тоа практично ги издаде трите романи во тротомно издание, што се вика. Големата шума, Таинствени води и Времето на Црвените рози. Таинствените води се фантастика, практично, и вистински моменти од животот. Јас, например, мислам дека тука се прават големи грешки, што издавачките куќи не ги возобновуваат, не ги преиздаваат нештата, како да одбегнуваат од наши автори, зашто ете така наше, другиот коќе е повреден, другиот е друго. Ако некој ги земени и да го види главниот јунак Дејан, кој што со една
така измислена помпа, не знам како направена, влегува и нурка низ езерово. Оди до изворите на самото езеро. Каде се негде затнати, каде се негде пуштени, каде се негде некој пријател, некој непријател. Не е така осмислено да таа содржина го покажува немирон на Охридското езеро и потопот, и го објаснува бегањето на се што е живо према Мешеишта, према Косел, нагоре, да бегањето на птиците, мислам во нивите, што се наоѓаат во близината на самото езеро, и како тоа се сели, тоа е едната многу интересна атмосфера на еден збег, кој што практично го навестува немирот на езерото. Еден вид потопот кој што се случи, односно, ако може така во минијатура да се каже. Сите тие работи ги има таинствени води. Но би прашал сега, многу млад станавте член на Друштвото на писателите на Македонија, дури уште во далечната 1959 година. Од тогаш ви се и дружбите со Ѓорги Старделов, Матеја Матевски, двајцата академици. Постојанно се среќаваме со луѓе и гости кои што доаѓа и во летниот и во зимниот период во Охрид. Програмата што ја создаваме во Домот на културата, ние предвидуваме голем број на размени, на фолклорни ансамбли, на забавни ансамбли, на гостувања на разни групи, и нашиот дом практично представуваше место каде се среќаваме и разговаравме за литература, за ликовна уметност, за сите нешта што се случува, за општествено-политичките прашања во градот, пошироко. Тие дружбите со Старделов и Матеја Матевски, тоа нели тие се дружевте и кога тие уште не беа ни академици? Да речеме со Матеја Матевски во прво со Матеја, па потоа со Старделов. И со Матеја, да речеме, јас се знам уште од првите години на студиите. И јас морам да ви кажам, тогаш ние добивав некупончина за исхрана. А Матеја живееше со своето семејство во Скопје. И од време на време знаеше тој дека јас сум голем љубител на гравот, на манџи со грав, со кромпир, со тие работи. Во неговата куќа се готвеше грав, да речеме. Тој знаеше дека јас во известна смисла, како човек млад, што се вели недонајаден понекогаш и слично, ќе ме земеше под рака и ќе го несеше доме и заедно со нивното драго семејство ќе ручакне или ќе вечеравне. Тоа наше дружење било. Мора да се знае дека понекогаш ние не само Матеја и Старделов. Имам голем број на своји пријатели, писатели, со кои и ден денеска комуницирам. И ден денеска сакам да кажам дека сум во блиски односи. Никогаш меѓу нас не бил речен ни еден лош збор. Секогаш само за добро знаеме дека се разговарало меѓу нас. Да речеме Ѓоре Напевски, писателот. Тој не само што ми беше другар. После 10 години јас разбрав дека сме втори братучеди. Видејќи неговиот корен потекнува од Малесијата, од селце. По случајност мајка му негова не откри. Потоа од Скопје со Ѓорѓи Сталев, со Петре Бакевски, со Раде Силјан, со Божин Павловски, со Веле Смилевски, со сите тие нив јас комуницирав и комуницирам, и нормално Иван Чаповски, Паскал Гилевски. Со еден збор речено, нема со кого од Друштвото на писатели на Македонија не сум така близок пријател
Секогаш се залагам за тоа да моето пријателство и нивното остани вечно. Сакам и млади пријатели од творците, бидејќи на нив останува векот. Јас би сакал да прашам, дали се промена вашиот однос или агол на гледање на поезијата некогаш и сега и еден период, како да не бевте многу баш активен како творец, собидовте ли инспирација или сите тие општествени прилики влијаја и врз вас, како и врз многуми на други? Повеќе е тоа дека има некои автори, еден познат руски литературен критичар, вика, делото е тешко да создадеш во главата. Многу е лесно да седнеш после да го напишеш. Јас тоа го велам и еден сум од почитувачите на тоа кажување на тој голем литературен критичар руски. Долго време размислувам на една моја подолга проза за возрасти и една проза за деца. Прозата за деца практично ќе се однесува за времето кога сум бил јас дете и момчак, практично кога сум се замомчувал. Лудориите на Деви под наслов, а веќе подработен наслов е времето на препознавање. Зашто мораме да оставиме книга, односно ракопис, односно да напишеме работи за времето во кое сме живееле. Зашто има во тоа време многу пресврти. Временски, но и пресврти кај луѓето. Менување на луѓето. И со самото менување на луѓето дојде насловот време на препознавање. Господин Видичевски, обично авторите кога пишуваат има своја доба од денот, простор во кој пишуваат и така натаму. Имате ли вие некој такво катче во вашиот дом и која е таа сатница кога најчесто љубите да пишувате и да станете на вашата машина за пишување? Јас се уште користам машината и раката, што се вика. Меѓутоа, моето катче, ако може да така да се нарече, е ова место кај што сега салон. Обично пишувањето се случува во текот на вечерните часови. Мислам дека тука морам да признам дека од моите немам никакви забелешки. Посебно голема поддршка имам од мојата ценета сопруга Натка Видичек. Да потенцирам дека вие меѓу другото сте добитники на наградата 7 ноември на општина Охрид, но за некои награди проговоривме во текот на интервјуто. Сепак, која ви е најдрагата? Морам да кажам дека сите награди ми се драги. Особено
Особено ако тие награди се дојдени за одредени книги кои во основата успеале да го заинтригираат и да го заинтересираат било тоа младиот читател, било тоа возрастниот. Поголемиот дел од мојата литература врзана е за настаните, збиднувањата, што се случувале во текот на мојот живот, со тоа што ме окружувало, со тоа што се случувало се околу мене, со сите можни мостови и со сите можни пречки. Се чини во вашето семејство внуката Дамјана ќе биде таа што ќе го продолжи вашиот пат и како гледате на нејзиното творештво кое е навистина обемно за едно такво девојче кое се уште е во основното училиште? Се обидува ли таа да открадне нешто од вашиот талент? Таа си има својот талент и мислам дека покажувањето не само мое, туку на мои познати пријатели, луѓе што прочитале дел од работите, говорат дека станува збор за исклучително, не знам дали е скромно, но сепак ќе го кажам за исклучително талентирано девојче. Тоа мислам дека Дамјана продолжува да пишува и многу ми е драго. Меѓутоа морам да кажам дека јас сум среќен што неколку нешта се случиле кои што токму доаѓат како резултат на овие творечки активности на моите. Да, претходно таа ви беше инспирација за книшката посветена децата Приказни за Дамјана. Тоа е нормално да таа биде таа што ме поттикнала да го напишам тоа, да ги напишам тие приказни за Дамјана. И ова прилика ми е да кажам дека таа збирка на раскази за деца, посветени со самиот наслов на внуката Дамјана, ми е драго што денеска не можеш да се набавиш, онда што денеска не можеш да ја најдеш, дека кога бев при една прилика во Скопје, пред една 2-3 години, не знам колку беше тоа, и со мојот пријател Матеја влеговме во еден дуќан, една книжара. Побаравне нема, по друга книжара нема и во трета книжара дојдовне на просветно дело, ми кажа дека најбараната и најкупуваната книга за деца во тој временски период била Приказни за Дамјана. А јас имам само уште еден примерок. Еве да речеме да не заборават дека во натрешноста живеат и други луѓе кои што се занимаваат со литература или ликовна уметност, со се што е корисно за земјата. Да поедат сметка за она што практично се чита, се купува, се зема, се бара, макар да моите книги не можам да се жалам. Големата шума доживеано има 5 изданија. Таинствени води исто. Не знам, збирка, една-две, исто така. Меѓутоа, има работи кои што треба да се почитуваат во начинот на објавувањето.
да се објавуваат работи кои што предизвикуваат интерес кај читателот. Полесно се пишува за деца или пак за возрастните? Сме слушале многу разни теории за тоа од други автори. Како ќе изгледа вашата? Моето размислување е следно, дека е многу потешко да се пишува за деца. На децата не можеш да му презентираш се и се што, а на возрастните можеш. И јасни, и некогаш воопшто нејасни, било тоа стихови, или тоа прозни и искажувања. На детето мора во литературата за деца, ако сакаме да имаме поколение што ќе значи нешто за нас и за нашата татковина, мислам дека многу е значајно да се пишува таква литература што во известна смисла секогаш барем мало ќе носи наративен дел, воспитувачки дел. Имате ли став околу тоа дали поетите, писателите, творците во Македонија во овој миг го има заслуженото место? Многу е тешко јас од овдека да кажувам, бидејќи јас сум сепак во едно 200 километри оддалечен од центарот на збиднувањата, издавањата, се она што како, значи, живот на планот на литературата, на планот на ликовната уметност, на планот на ископините, на планот на се што е. Имате ли мисла водилка по која се водите во животот? Не сакам никому лошо да му се случи, нити сакам да направам таква работа. Зашто пред се јас не сакам и мене тоа да ми го прават. Важно е човекот се препознава, вистинскиот човек, мислам, се препознава по своите добри потези, по својата добрина што ја чини. И во семејството, и околу семејството, и пошироко, со сите луѓе што се знае и запознава. Зашто водителката моја е практично не прај да не најдиш. Прај добро и фрли го доброто одзади. Зашто кога дае тоа добро, еден ден ќе излези пред тебе. Тоа е една, мислам, турска поговорка.